Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада, а во нив ќе гледате. Вработените во јавното комунално претпријатие Тетово излегува на протест поради неколку неисплатени плати и немање здравствено осигурување. Вчера вечер во Тетово беше промовирано Сдруженијето за граѓански активизам за заедничка иднина. Утре со почеток од 19:30 часот во Центарот за култура во Тетово по 8 пат ќе се одржи манифестацијата и тетовските глумци ПОА. Вработените во јавното комунално претпријатие Тетово денес излегува на протест поради неколку неисплатени плати и немањето здравствено осигурување. Градоначалникот вели дека е направена административна грешка и се бара начин побарувањата да им бидат подмирени. Работниците од регионалната единица комунална хигиена при Тетовското комунално претпријатие денес нема да го собираат отпадот во градот. Протестираат затоа што платата им доцни и до 4 месеци. Револтирани се затоа што со години немаат редовни примања, немаат ни здравствено осигурување, а условите во кои работат се нехумани, стари бараки кои прокиснуваат кал до колена. Пред околу 2 месеца работник при несреќа на работното место изгубил 2 прста на раката, па кога одел по болници морал да плаќа приватно. Нема сигурно, кај беше само све приват платиме. Пола работници се болни, кој ќе отидат на лекар, нема здравствено осигурање, не може да земе опчиња, не може да иде на лекар. Например, по 2-3 месеци, 4, сега може да замислите што, и нарочно во ова криза. Сите цени се покачиле. Подадувате обетување, ќе давате, па ништо. На вонредна седница на Советот беше усвоена одлука за доделување финансиска помош на ЕКП Тетово за плати на лицата со договор на дело. Градоначалникот вели дека не се исплатени поради административна грешка. Се работи за некои грешки во системот за плаќање, затоа што согласно одлуката на Советот тие обврски се превземени од општината за се платат, но имало некои проблеми во трезорот за реализација на тие плаќања. Се работи на расчистување на тие проблеми, значи се работи за закаснување ден-два, се надеваме дека ќе има разбирање од вработените и исто така во разговор со трезорот бараме начин како сите заостанати плати согласно одлуката на Советот да им се исплатат. Значи се работи за изнаоѓање на решенија, не дека нема да може да се исплатат. Само за договорите на дело, вработените продолжува да ги плати јавното комунално претпријатие. Платите на редовно вработените. ЕКП Тетово има долг од над 10 милиони евра и тоа представува проблем за работењето, поради што е најавена поделба на неколку дирекции. Градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари е новиот председател на Советот за развој на Полошки плански регион. Оваа функција се менува на годишно ниво по големина на општините. На денешната седница се најдоа и точки за неколку проекти. Значи денеска сме тука за наредната седница на Советот на општини на Полошкиот плански регион, каде што има неколку точки за разговор, меѓу кои некои усвојување на проекти кои ќе бидат усвоени, кои ќе бидат финансирани од бирото и од помошта од швајцарската амбасада. Исто така има точки во делот на избор на директор, односно реизбор на директор на регионалниот центар за развој на Полошкиот регион, како и согласно законот за регионалниот развој, каде што е предвидено, значи председателот на Советот на општините да биде по ротација секоја година. Согласно истото и усвоениот предлог на првата седница, редоследот доаѓа денеска да се именува нов председател на Советот. Редоследно така сме се договориле, една година по големина на општините, втората година јас, третата година не знам која општина е по големина, така ќе ротираме. Па немаме нешто посебно, овде кој раководи, само ја раководи седницата, инаку друго нешто, дирекцијата за Полошки регион си функционира традиционално убаво и
успешно, така да ја си ги воднам само седниците, првиот меѓу еднаквите. Вчера вечер во Тетово беше промовирано Сдруженијето за граѓански активизам за заедничка иднина. На настанот се обрати председателот на Сдруженијето Небојша Захариевски, а гостуваше и актуелниот градоначалник на Куманово Максим Димитриевски. Сдруженијето за заедничка иднина од Тетово вчера вечер беше промовирано во Тетово. На промоцијата пред присутните се обрати председателот на Сдруженијето Небојша Захариевски, а специјален гостин на настанот беше и градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски. Сдруженијето за заедничка иднина е формирано неодамна, а во него, како што истакна Захариевски, членуваат слободумни граѓани кои пројавиле желба самоиницијативно да се организираат во здружение. Засега Сдруженијето функционира како граѓанско движење, а една од целите на Сдруженијето е учество на следните избори во земјава. Ова здружение е со една идеја да се активираат граѓани без разлика на своето потекло од национална и од верска природа, со една идеја да настапат на наредните избори кои што ќе бидат, заедно со други здруженија во Република Македонија кои што се формирале и се во фаза на формирање. Во Куманово прво се формираше здруженијето, таму е промотор господинот Максим Димитриевски, актуелен градоначалник на Куманово, и од таму потекна целата идеја. Исто така, идејата потекнува и од регионот, од Босна, од Црна Гора, Албанија, па и Србија и Косово, и тука се уваат многу здруженија, многу движења кои што имаат за идеја да дадат еден нов правец во движење на политичките односи во своите земји, за да регионот крене еднаш напред како што треба да се развива, бидејќи знаеме после Југославија распадот овој регион остана така неинтегриран, да кажам, во Европска унија и каска наназад. Во одредена иднина наредната 23 година тоа ќе одлучат активистите и граѓаните и членовите на здруженијата, доколку има расположение, можно е да се соединат во еден сојуз на национално ниво, да се здружат како би квалитетно настапиле наредните избори. Значи сега за сега ние сите представуваме всушност едно движење во Република Македонија и така ќе биде сигурно до наредните избори. Понатаму, спрема позитивните законски процеси, ќе се одлучи како ќе се продолжи под формање на аспект, дали политички ќе се регистрира или така како движење ќе се продолжи да се делува. Од Сдруженијето за заедничка иднина ги повикаа граѓаните да се вклучат во Сдруженијето, доколку имаат идеја за поинаков политички концепт. Сите граѓани кои што имаат таква идеја и сметаат дека може да допринесат да се направи поинаков концепт, не како до сега политичките актери и невладени кои што работеа ад хок, без идеи, со доста импровизација и затоа се резултатите назад, имаат идеја да се вклучат. Ние ги повикуваме, здружението е отворено за секој што има намера, без разлика од каде доаѓа, не мора да бил политички определен, може да биде неутрален, доволно е да има добра идеја, добра мисла да допринесе. Вакви слични здруженија претходно беа формирани во Куманово, Прилеп и Крушево. Мора да се има баланс и социјална правда. Тие што имаат помали примања да плаќаат помали сметки. Генералниот директор на АДСМ Васко Ковачевски информираше дека можно е да има одредено намалување на сметките за струја за домаќинствата и граѓаните кои се во првиот и вториот тарифен блок. Заложба наша е да нема значително зголемување на цените на електрична енергија, иако трендот на зголемување на цените на енергенсите, на електричната енергија, на производството и на берзанските цени укажуваат дека треба да има значително зголемување на цените, но она што го правиме во овој период е да нема зголемување на цените, дури можно е да има и одредено намалување на првиот и вториот блок. Тоа се граѓаните кои што имаат, прво се тие граѓани кои што штедат енергија, значи трошат помалку енергија, второ тие се граѓани кои што имаат помали примања, живеат во помали објекти, трошат помалце енергија и се во класифицирани во граѓани кои што имаат пониски примања.
токму за нив владата бара начин да нема зголемување, можно е да има и одреден процент намалување на сметката на електрична енергија, за сметка па на четвртиот блок, оние најголемите потрошувачи кои што трошат најповеќе енергија и кои што користат поголеми капацитети за загревање или за потрошувачка енергија, тука ќе има поголемо зголемување, така да мора да се направи некој баланс, односно да има некоја социјална правда, тие што имат помали примања да плаќат помали сметки, тие што си дозволуваат поголем луксус, односно поголема потрошувачка на електрична енергија, да плаќаат повеќе. Исто така, владата прави напор во делот на малите потрошувачи да има намалување на цената на електрична енергија, тоа се оние 65.000 субјекти кои што се на регулираниот пазар и користат цена од регулираниот пазар. Ево имам информација дека во изминатиот непосреден период околу 7.000 такви правни субјекти затвориле, односно ги прекинале своите работи, така да тука треба да се стави фокусот, да се помогне и на таа категорија потрошувачи во делот на малите потрошувачи и сметам дека тука ќе има значително намалување на цената на електрична енергија. Посетата на американскиот тим за санкција во функција на скенирање на состојбите во судството, но политичката порака од тоа е дека треба сами да го завршиме работите дома во таа сфера, истакна председателот Стево Пендаровски пред денешната панел дискусија на Меѓународниот Балкански универзитет. Најавите се дека веројатно крајот на јануари истиот тој тандем заедно со господин Тескобар ќе дојдат во регионот, вклучително и кај нас во Скопје тука. Инаку и постои голема забуна околу тој тим. Тоа не е тим на истражители. Тие луѓе не се правници. Тие немаа контакти ниту со суди, ниту со обвинители, ниту со политичари. Тоа се дипломати од Стейт Департмент. Доаѓали порано, ќе доаѓаат и во иднина. Тие собираат информации за тоа што се случува во сферата на правосудството и понатаму сосема автономно, независно од нас, сосема автономно ја формираат таа така наречена црна листа или листа на лица и ентитети под санкции. Тоа е да нема мистификации и она што е најважната политичка порака која сум ја кажал и сакам да ја повторам во таа смисла е ќе бидеме во голема заблуда, прво ние што сме одговорни политичари во моментот во Македонија, ако мислиме дека некој друг ќе ни ја заврши таа работа, тие колку пати да доаѓаат, не доаѓаат да ја завршат мојата, вашата, нашата работа или работата на судовите и обвинителствата. Тоа е сосема независна работа. Исто како извештајот за човекови слободи и права, кој Стейт Департмент секоја година го објавува, меѓутоа дали ние и колку ги штитиме човековите слободи и права е работа пред се и над се на македонските институции. Здруженијето на вработени во сектор игри на среќа сакам да работам со реакција за иницијативата на антикоцкање од Тетово за локален референдум. Во писмената реакција на Здруженијето на вработени во сектор игри на среќа сакам да работам за иницијативата на антикоцкање од Тетово за локален референдум се вели дека тие како здружение одамна изразиле сомневање за вистинската улога на движењето и дека секоја нивна иницијатива е деструктивна и има за цел да предизвика штети по државниот буџет. Во услови на финансиска неизвестност и економска криза од цените на струјата и енергенсите низ цела Европа, додека многу домашни компании се борат за гол опстанок, ова наводно движење тера кампања за отпуштање на речиси 10.000 вработени и уништување на цела економска гранка, која на годишно ниво обезбедува 280 милиони евра приходи во државниот буџет, се вели во реакцијата на Здруженијето. Во реакцијата посочуваат пример од соседна земја. Наместо да сеат магла и да манипулираат со етничките и верските чувства на граѓаните, сите противници на игрите среќа во Северна Македонија нека објаснат зошто после 4 години од забраната албанската влада се пишмани и повторно дозволи да се организираат игри на среќа. Клучниот аргумент на албанскиот премиер е дека после забраната игрите на среќа продолжиле да се одвиваат на црно и дека повторното легализирање на оваа дејност ќе и помогне на албанската економија во време на енергетска и економска криза. Од сакам да работам вела дека се подготвени да го бранат нивното уставно право на работен однос со масовни протести пред сите надлежни институции. Во продолжение слушнете што регистрирала полицијата во изминатово деноноќие.
Вчера вечер во 21 часот и 45 минути во СВР Тетово пријавена е сообраќајна несреќа која се случила на улица Илинденска во Тетово, во која учествувале две патнички моторни возила Volkswagen Golf со гостиварски регистарски узнаки, управуван од 58 годишен гостиварец и Мерцедес со тетовски узнаки што го управувал 42 годишникот Тетовска Голема Речица. Во несреќата со патничката од возилото Мерцедес се здобила со тешки телесни повреди, а другите двајца со патници од истото возило телесни повреди, констатирани во Тетовската клиничка болница. На местото на несреќата увид извршила екипа од СВР Тетово. 47 годишен тетовец вчера во 16 часот во СВР Тетово пријавил дека неговиот малолетен син околу 13 часот на улица Благоја Тоска во Тетово физички бил нападнат од друг малолетник, кој бил со уште неколку лица. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера пак во 17 часот и 5 минути во Тетовско село, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 38 годишник кој претходно бил пријавен од неговата 35 годишна сопруга дека околу 15 часот во семејната куќа физички ја нападнал. Тој е задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот и ќе му биде изготвен поднесок. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 22 часот и 20 минути на улица Илинденска во Тетово лишиле од слобода 21 годишникот Тетовска Мала Речица, затоа што кај него била пронајдена марихуана. Тој е задржан во полициската станица Тетово и по документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Ноќеска околу 2 часот и 20 минути на улица Илинденска во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 36 годишникот гостиварски градец, затоа што кај него биле пронајдени од земени кокаин и марихуана. По целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветен поднесок. Во спроведена акцијска контрола за пешаци били евидентирани 45 преминувања на улици надвор од обележан пешачки премин. За пешаците прекршители се изготвени соодветни поднесоци. Секторот за внатрешни работи Тетово продолжува со континуирани контролни активности за поголем ред и безбедност во сообраќајот во Полошкиот регион. Вчера од 8 до 12 часот спроведена е акцијска контрола на пешаци, во која вкупно биле откриени и санкционирани 46 прекршоци, 28 во Тетово и 18 во Гостивар. Најголемиот број од прекршоците се однесувале на преминување на улиците надвор од обележани пешачки премини. На сите пешаци прекршители изготвени им се соодветни поднесоци и ќе се соочат со законски предвидените парични глоби, а ќе бидат повикани и на така наречена сообраќајна поука, со напомена дека глобите, зависно од видот и карактерот на прекршокот, се движат од 20 до 50 евра во денарска противредност. Покрај ова биле санкционирани уште 5 други видови сообраќајни прекршоци. СВР Тетово уште еднаш со апел до пешаците да внимаваат кога и каде ги преминуваат улиците и како се движат на улиците и патиштата на кои нема обликувани тротоари. На возачите пак им се укажува секогаш задолжително да им даваат предност, односно првенство на пешаците и да не ја доведуваат во прашање нивната, но и сопствената безбедност. Утре вечер со почеток од 19:30 часот во Центарот за култура Илјантески смок во Тетово ќе се одржи 8-то издание на манифестацијата и тетовските глумци ПОА. Традиционално и оваа година, како и секоја година, годинава по 8 пати тетовските глумци ПОА. Во една малку поинаква, можем да кажем, атмосфера и дефинитивно со нови драмски парчиња и нели она филмска музика која што сакавме да метнеме одамна, еве се деси да биде тоа оваа година. Значи, живот во филм или филм во животот, тоа е мотото на овогодинешното и тетовските глумци ПОА. Ќе се обработуваат теми од општествениот живот нормално, тоа едноставно не може да се прескокне, тоа е заштитниот знак на и тетовските глумци ПОА, како и анегдоти, приказни и интересни моменти од секојдневното живење. Значи, оваа година повторно е полна сала и тетовските глумци ПОА е бренд кој што тетовчани дефинитивно и tekako го сакаат, го почитуваат, се бара карта плюс, меѓутоа, нели, како и секоја година, така и ова, лимитирани сме со седишта, реприза константно нема, најверојатно ќе мора тетовчани да се задоволат
преку видеоформа да го гледаат овогодинешното издание, тие што не успеа да дојдат до влезница. Значи, вклучени се 11 професионални музичари, секоја година се вложува се повеќе и повеќе како во визуелниот, така во сценскиот, музичкиот дел, значи тоа е веќе еден сериозен оркестар, Dream Team под водство нели на маестро Ангел Ќосев и Дејан Николовски. Појачани се оваа година, има 12 актери кои сето тоа ќе го склопат во едни прекрасни 120 минути фузија на музика и на драмска игра. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!